Правдата нека тече како вода и справедливоста како силен поток. Книга на пророкот Амос 5:24. Водата е од суштинско значење за животот, а незиното изобилство и сила во природата ја прават соодветен символ за правдата. Како што водата не може да се задржи или запре откако ќе почне да тече, така и правдата треба да биде незапирлива сила во општеството. Таа не треба да биде повремена, туку како поток, да тече постојано и моќно. Треба да биде одлучна и сочувствителна, посебно кон угнетените, маргинализираните и немоќните. Старозаветниот пророк, имајќи ги предвид приликите во тогашното општество, упатува итен повик и практични чекори за надминување на нееднаквоста, на угнетувањето и на корупцијата. За нас пак, современите читатели, оваа порака повикува подобро да погледнеме на нас, на заедницата и на нашето општество. Дали правиме доволно да обезбедиме проточност на правдата, но и да го спречиме обстојувањето на неправдата. Ова е воедно и повик за постојана примена на правдата и во нашите лични постапки. Дали и ние самите понекогаш наоѓаме изговори за нашите секојдневни, макар и најмали неправедни постапки? Во овој контекст, да не ги изумиме зборовите на Свети Јован Златоуст, кој вели: кој е неправеден во малите, неправеден е и во големите работи. Биди праведен во однос на другите и како што доликува, праведно и непристрасно однесувај се кон секој човек. Правдата нека тече како вода и справедливоста како силен поток. Книга на пророкот Амос 5:24.